За бадниковите поврки во Скопје, за куса, а она кое што е белек е песната Вечниот Бог. Можеме да ја слушнеме песната, а веднаш потоа да продолжиме со разговорот. Чест и задоволство да зборуваме, ќе кажам, особено го запамтив оној наслов кој што балканските медиуми го пишува за нашата манифестација, тоа е величествена манифестација Бадникови поврки во Скопје. И чест и задоволство со организаторите да разговарам. Марија Саздева од мојата десна страна, а до неа Билјана Лончар. Добро утро. Добро утро, добре дојдовме, добро ве најдовме. Убава година ви посакувам и на двете, да биде онака како што вие сакате да биде. Се разбира, секогаш ќе се појави нешто, но со леснотија да помине, она што не сакаме да ни се појави, но ќе дојде. Го запамтив тој наслов затоа што мислам дека една година ја одбележа годината во балканските медиуми, величествена манифестација. Па еве може да започнеме со Марија со тоа како таа величествена манифестација успеа да се одржи. Короната ќе ја заборавиме и ќе ја прескокнеме, за другите години зборуваме. Така, 15 години Бадникови поврки. Знаеш, уште кога го изговараме тоа, 15 години, тоа е гордост за Македонија. Има ли друго место на овие простори каде што една ваква манифестација обстојува? Значи, ова е светлина за нашиот народ. И едноставно, баш онака што велиш, импркоси и на ковидот, бидејќи и таа година имаше Бадникова поворка, но тоа беше нели символична, за да не се прескокне, затоа што едноставно народот веќе се навикна 15 години од возобновувањето, инаку ова е древна христијанска традиција, но
ова година бележиме 15 години од возобновувањето. Насловот што го спомнуваш тука е пред 2 години, Така, кога која година беше само ни повеќе тикнува, од 20.000 деца беа пријавени, значи за кога ќе земеш во предвид дека доаѓаат во придружба на родител, тоа беше толку големо. Во тој момент веќе дознавме дека ова излезе од рамките на било какви наши очекувања. Ако земеме предвид пред 15 години, дека тоа беа само неколку, значи жени, побожни жени, кои што со група на своите внучиња, комшичиња, се сеќавам по тука улицата кај Рекорд, значи одвај 15-20 деца ја пеат песната, останатите се прашуваат, бидејќи помеѓу нели оваа древна христијанска традиција и таа година што спомнувам пред 15 години, имаме еден вакуум период, едноумието, социјализмот, каде што не беше, не беше дозволено да ги изразуваме своите верски чувства. Ја преживеавме таа транзиција, како има многу кои што ни се случија. И сакав да кажам, од таква точка, нели, од нешто секоја година се проширува колку тоа убаво легна кај народот, колку убаво се доживеа таа ангелска песна која што ќе ја слушаме сега додека зборуваме. Многумина ќе речат, па не ја знам, не можеш да не ја научиш чекорејќи таа траса која што се чекори, не можеш да не ја научиш, постојано се повторуваат зборовите. Добро, Билјана, оваа манифестација, кога веќе е на вистина величествена манифестација, колка е одговорноста да се превземат сега работите да се водат понатаму, кога веќе се поставени стандардите, тие стандарди мора да се одржуваат. За да биде традиција, мора да се испочитува. Билјана веќе припаѓа на третата генерација организатори. Тоа покажува колку, мислам, гордост е на вистина да зборуваме за нешто што станува историја. Се извинувам. Да, вака многу официјално звучи, морам да кажам. Одговорноста е многу голема, меѓутоа морам да напоменам како се доаѓа до организатор на ваква на поворките е нели јас како мајка на 2 деца, нели јас забележав поворката, ми дојде интересна, сакав моите деца да учествуваат во поворката. Некако сите таа величинственост, радост што обкружуваше овој период беше така нешто што сакав јас да бидам дел од тоа. И едноставно, нели, со луѓето кои што беа таму, нели, дали би треба некаква помош, се разбира. Секогаш е добро дојде на тоа, сакам да кажам. И поворката и целата организација е всушност отворена за секој што сака да биде дел од нејзе. Факт е дека, да речеме, трета генерација, што не спомнам, Марија, сме луѓе кои што се неопходни заради тоа што расте целата организација. Значи, како што напомена Марија, од 15 на дечиња, минатата година мислам дека имаше повеќе од 2000-3000. Оваа година исто така се зборувам само за Скопје. Исто така очекуваме на вистина голема бројка на дечиња, тоа си барајте како добра подготовка. И повеќе од 70 градови и населени места, значи ова ќе го споменеме. Сериозно, да. Сериозна организација. Знам дека времето никогаш не сте го проверувале, но јас го проверив, ќе ви оди во прилог и онаа година кога имаше снег па се расчисти и така беше. Јас таа година бев и бремена, се сеќавам. Да, Марија го заборавив тоа. Се сеќаваш? Да, таа година. Да, минус 20 степени и се дојде на свое место. Да, она што веројатно нели и Билјана сака да го каже, некако Господ си ги мести работите. Значи ако ви се верува, Јована, сега додека чекавме да влеземе овде во студио, ја праша Билјана какво ќе биде времето во понеделник. Значи до толку неоптоварени, бидејќи таква радост колективна, секој што ја почувствувал, а рековме над 20.000 луѓе во Македонија биле допрени. Енергијата е друга. Како да лебдиш. Значи јас не можам тоа да го заборавам. Стомак што се вика до грло, а јас мислам дека лебдам по мразот. Тоа е тоа чувство, тоа е таа благодат, таа радост која што ги обзема сите. Може ли да се објасни значењето на Бадниковите поворки? Ова чувство и ова
емпатија која што всушност бадниковите поворки ја создаваат за целото обкружување. Ќе ги споменеме тука и од другите етнички заедници. Па може ли се тоа да го во неколку реченици да го представиме? Како што светот се повеќе запаѓа во темнина, неизвестност и несигурност и разнишани вистински вредности, така бадниковите поворки се повеќе добиваат на своето значење и го продлабочуваат. Сега во светот е во мода тој индивидуализам, значи посветеност на себе, на сопствениот живот, на сопствениот мир. Не ме интересира што се случува околу мене, немој случајно мене да ми се наруши мојот мир, мојот добробит, нели се е тоа некако за мојот добробит и добробит на моето семејство, по можност тука да бидеме двајца, тројца, ја изгубивме суштината, божествената наша природа, заедничарењето. Еве и од психолошка гледна точка да го гледаме тоа. Да. Човек не се создал како да живее како индивидуа, не може да опстане. Социјално суштество. Не може да ни се социализира. Да. Значи му треба, обстанува и живее исклучиво во заедница. Се е тоа убаво. Се е убаво што е во некаков баланс, нели? Си има предност и тоа што почнавме малку повеќе да се спознаваме себе си. Од кој аспект да го наблюдуваме? Да. Нели, и тоа што мислам, што чувствувам, што се хранам, да повнимаваме малку повеќе на себе и на своето физичко и на своето ментално здравје. Сето тоа е сосема во ред, меѓутоа да не го се што е во таква крајност, премногу фокусираност на себе не оддалечува од суштината. Да. А значење на бадникови поворки како дел од националниот и културниот идентитет на Македонија, па мислам дека големо признание тоа што минатата година добивме наградата, признанието Велјо Манчевски за особен придонес во чувањето на трајните вредности. Да. Можеби тоа е вистинското објаснување. Го споменав тоа во еден сегмент и навистина воодушевува како е спознаена манифестацијата од другите етнички заедници. Колку е испочитувана, колку се остава простор, колку со внимание, со поклон. Тоа е нешто што треба да се спомене. И тоа всушност не доведува до она што зборувавме за поголема емпатичност едни кон други, прифаќање, заедништво, љубов. Нешто спротивно од она што велиме сега е популарно и индивидуализмот. Јас мислам Билјана сигурно знам дека била на струшката Литија, а ќе се потсетат и гледачите бидејќи тоа исто така биле лепен настан, меѓутоа тоа е Литија, што е различно од поворка. Поворката е народно здружување, а литијата е дел од богослужение. Јас се сеќавам Струга, прв пат пред повеќе од 10 години, кога бев во Струга, и кога го почувствував тоа како луѓе од сите етнички заедници, значи поминува иконата на Свети Ѓорги, моштите на Свети Ѓорги, како сите се поклонуваат, фрлаат цвеќиња. Значи тој момент чинам дека никогаш во животот нема да го заборавам. И кога се случи истото да го живееме во Скопје, мислам јас сведочам во Скопје, нели сведочи и цела Македонија, со бадниковите поворки и посебно таа година кога беше ковидот. Значи, народот се здружува во тешки времиња. Затоа што тогаш само поминуваше комбето со песната и нели ја имаше таа таговна радост, радосна тага која што си е дел од христијанството и инаку. И поминува и луѓето излезени затоа што очајна потреба имавме тогаш, нели, да почувствуваме радост, да споделиме. Излезени по терасите. Значи нема по ниедна основа, нити верска, нити не знам политичка, од било кој аспект. Сите со поклон кон, мислам, сепак беше комбе, нели, меѓутоа чинот на слушањето свет си. Таа е писната. Билјана, што е планот за годинава? Каде е збирното место, од каде се тргнува? Се разбира, верувам дека ќе биде масовна како минатата година. Да, јас очекуваме голема масовност. Инаку, нели, целата како манифестација или како дека одбележување започнува уште на 5 вечерта, дечињата со пештирки, со звездички во раце, нели ги посетуваат домовите, ја пренесуваат радоста до секој дом, нели, ќе си троптат на врата, ќе си добијат некоја паричка, бомбончи, така натаму. И сите тие, нели, утрото на 6 ги очекуваме некаде пред 12 часот пред музеот на град Скопје. Добро.
Таму ќе ги почекаме сите да дојдат до 12 часот и во 12 часот тргнуваме по улица Македонија. Доаѓаме до нашата пештера која што е поставена на плоштадот. На плоштад Македонија. И таму ќе не пречекаат и нашите познати пејачи, нашите славејчиња и сите заедно, нели? Ќе пееме и кејчи вечниот Бог. Добро, тоа е добро дека се мисли на сите генерации. Ќе ги споменеме тука и тинејџерите, тука се идолите на тинејџерите. Ги споменавме нашите естрадни звезди. Убаво е тоа што се пренесува традицијата. Убаво е на начинот на кој што се успева на било каков начин да се допре до секоја генерација. Мислам дека и тоа е суштината. Па дефинитивно, баш разговаравме нели пред почетокот на разговорот кога рече а што ќе беше да не постоја бадниковите поворки? Еве да размислиме што ќе беше. Значи имаме од едноумие до предизвици на социјалните мрежи. Имавме еден голем навистина сме пред големи предизвици. Па земете предвид да речеме колку деца откако е возобновена традицијата, колку повеќе коледарчиња се појавуваат. Претходно и тоа едноставно исчезна затоа што не можат децата да се идентификуваат со стихови Коледе леде, паднало греде и така натаму. Мислам, нели, прекрасно е што оваа песна одржала во времето на социјализмот, комунизмот, кога немавме право да изразиме своите верски чувства, нели? Сепак се одржа духот на празнувањето, но сега во духот на секое време, на своето време. Ние сме во духот на своето време и со модерните предизвици мора да изнајдеме начин, а ете го начинот како да го пренесеме и на помладите генерации. Благодарам многу за гостувањето, ви благодарам, посакувам да помине со леснотија и верувам дека ќе помине така и оваа традиција само да продолжи, да создавате генерации поколени организатори. Да. Тоа да ви биде. Јас само би дополнила дека на Facebook страницата Бадникови поворки и Instagram страницата ги имаат сите информации за останатите градови и населени места, бидејќи затоа што повеќе од 70 се опфатени, а ние во моментот нели спомнавме само за Скопје. Благодарам за гостувањето.